Се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов дам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Во национално-ослободителното движење на Македонија, во мислата, во чувствата, во надежите на поробените македонци, Гоце Делчев останува најкрупната револуционерна фигура, чиј што животопис се идентификува со животописот на оваа страдна македонска земја од Шар до Егеј, од Пирин до Охрид. Како раководно лице во организацијата и член на нејзиниот централен комитет, Гоце има најголема заслуга за создавањето на револуционерните комитети и чети меѓу поробеното население, за доставувањето на оружје, бојни материјали, пропагандна литература и се она што ја сочинуваше разгранетата и многувидна активност на организацијата. Гоце беше апостолот, душата и мислата на организацијата, нејзиниот пулс и ритам, што во движењето се чувствуваше и по неговата смрт. Македонската историја ја дала и понатаму ќе ја надоградува својата преценка за историскиот лик на Гоце, а тоа што народот го сочувал во своите спомени за него, како вистина и како легенда, фрла своја посебна светлина врз Гоцевиот живот и дело, врз неговиот интимен, непоседен профил на борец и на човек. Викнав Гоце Делчев, комши. Гоце се више црнок, убав се више, с мустачки, така тенки мустачки имаше. Татко му се више дютенджија, шивач бише и дютенджија бише, пистюл си ноше, фест ноше. Пистюлът му бише толков така. Това си ба, аз не ба, фамилията им бише много убава. Майка му се бише домакинка дома. Татко му се бише шивач. И бакалница има, дютяна има, бакалница. Това им беше. А пък Гоце па си учи и удукта и свърши. Качу я оти Гоце го отипали, всичките се набра, сестри имаше 3-4, всичките се набра, плачат, чинуват. Турца като досетия, им викат, що плачат, що чинуват, нищо не укажая. Аз кога би на останието, Делчев изпадна на 1902 година. Брат му Мицко и Мила, сестра му Ружа, и той 4 души од една куќа. Велише татко, деца вика, доста и ден вика, бре, ето 20 нека оде. Гоце нека оде и Мила. Мицко и Ружа нека се расти. И така Гоце излезе комите, отиде и въглине. Отида с некој въглинар беше един недел, им взимал въглинто, ги донесе дома. И ги вика на майка му, мале, чино разтовари тия дървата, въглинто. И та жена да разтовара въглинто, кога гледа сено и вика, мале, јас сум. Така друго личе, Бога ме, нема. Така да го пулиш, да фате да таколе и не вераш што ќе те заколе. Тако добро личе имаше. Во својата широка, многустрана револуционерна дејност,
Гоце патува надолж и нашир низ Македонија, при секакви услови, во секое годишно доба, внесувајќи во тие патувања покрај неговата позната снаодливост и итрина, многу психички и физички напори. Гоце Делчев дошъл в Дедино. От Дедино, когато дошъл, му е рекла, имаш един Йован. Йован, непременно ти ќе ме изпратиш за тиквеш. Йован му е рекла, слушай бе, Гоце, аз да не знам тамо, немам приятели никакви тамо, немам познанство. Добро, те сака шарати. Аз рекла, че това десам до Костадин Чефията до Трескавец. Он, како и да е знаема, малко и кажа, айду. Аз че тия ги барам. Айдутите. Он чунка ќе се пазе и мене ќе ме пазе тоги. Оттадам го взел он. Тая вечер отишли тамо и му вика, ете тоа е, че Костадин Чефията реше от Трескавец. Амарче да се пазиш. Добро, отишъл тамо. Си ставал Йован Гаешки, си тръгнал. Му вика, Костадине, ти ли си бре, Гоце, му вика. Ти ли си бре? Ясно. Що бараш това? Аз че тук ще говеда имам, пасвам, козички пасвам, такива работи. Албуйте, они са кардени тия. Добре, казва, ти те ме водиш на щитка, на тикваш. Слушай, бре, другар, каза, язе, и донесе от соката, те то отведам, каже. Ама, ще почекам, да утре, да видим, че. Имаме ни другари, дали ќе дойдат тук, те заминат, ще за на пазара. Айде, утрата вечер, подовдя имаше от Миготено Йован един калуневецът и пано подвешанецът, по они пътя мина при Чефията, при Костадин. Има найдоа на Вардар. Риби си лове там и си пасвам добиците. И вика, бая най, каза. Ние ще сакаме да заминеме за Трескавец, ама утре вече да напречека се ще овдя. Ти дай па некоја пара, не това саме така. Бива, реко, бре. Ама че ние не знаем ни дека са гази, ни дека са... Тая е моя работа, бе. Дай си, ти помина натък. Ама непременно ти не чекаш утре вече. Тая е сигурно. Утре вече отидо да ги чекам там. А аз скоро по селото долу има колиба. Тамо седов. Едно време дойдоа тамо. И помина. На вратањето кога се върна, това сърдора, кога се напъни за 30 обичала сгора. Маски, парчеви, такива. Смена. Он одовдяе крадат натамо, изпратят па тия от тази навък и па смена си правят. Двоиство отидоа, вечето си дойдоа троица и замине навък. Викам, Йоване, бре, вие, реко, двоица отидоа, сега троица си идите. Вече тия поле го дърше. Не дойдава куса парите, за да ги платиме, па дойде да ги вземе парите, па да ги ебам, реко, аз сега тишала лапше. Що? Ми кажеш право, реко. Си лапи ми това. Па зад капина това тазам, пано и Гоце се облечу, да и подаваден капина. Се облечу име. Чу Гоце, му рекол на пане, пане, бе, какъв е вие човек, бе? За него познавам, колко Йован ще го знае. То си каза Йован. Йован ел насам, иде там. Какъв е вие, бе? Какъв е, че ме тия, ако не е тако, че ние можем ли да заминем овдя? Кой може да замине на вас? Ме си каза там. Ела насам, отида там. И на време рече, му кажа да ме, ти, реко, не си падар, реко. Друг падар си ти, реко. Изпълнените падар. Казва, слушай, казва, как се казваш ти? Найдо Яна Второв. Я свърша Гоце Делчев, станаме си избъкнаме. Жалееш ли за това? Може ли бака майка на туристите му издържаме я история? И това беше клетвата. Замина науки, се дойдава неготено.
Другите вечер ќе го сменуваме. Десантското мало горе ќе оде. Па таа вечер, кога ќе испаѓало тоа за смената, јеврието беше изабарило. Јован и Пано испаднале и Гоце Ана вратта и се пргнал назад на портата. И му рекол, испаднала жената му. Му вика, вие да ме деврието ги забра Јован и Пано и жената му на портата, Гоце за крилото се скри. Му вика, каде рече ќе војте прекерата? Ага рече, Богото че беше, рече, у ведерот не си дојде, да не направи некој изјан на баш, за тоа ти доме. И забрава да негде ни терате, дайте по една бела междија, ќе го пушти. Отиваме да дава по една бела междија и пушти ја. Од таден утрото, дојде у нашо мало, оше он изумина, у нашо мало дојде. Дојде и изумина. Изумина он за ваташа. Толку го знам за него това. Не се. Отиде. Од тада наваки се тера хајле време, колко да ти кажам, близо месеци колко беше. И се врати он. Како се врати, Пана Варда, още по-горе како што го прегази тоа, още по-горе прегази ме. И го испрати за Липа, и тоа видуење виќе беше со него. Ето за Гоце тоа ви го расправам. Тие нелегални патувања на Гоце низ Македонија, час како војвода на неуловлива чета, час преоблечен како богат трговец или како сиромашен чифликчија со китка прас во појасот, создаваат збрка кај чиновниците на султанот и не можејки да ја фатат Гоцевата трага, тие го наречуваат канатл шејтан, што ќе рече ѓаволот што лета. Јас не ги мразам осмалиите како народ, вели Гоце. Јас војувам против осмалиската тиранија како владеечки систем. А тој владеечки систем за кој зборуваше Гоце, носеше во себе апсолутно феудална содржина, од која произлегуваше тешкиот товар на чифликчиството, корупцијата во општествениот живот, целосната непросветеност и безперспективност на широките народни маси. Разбирајќи ја далековидно положбата на македонскиот народ во условите на борбата за ослободување, Гоце Делчев го повикува населението да смета во таа борба само на себе и да се готви да извојува слобода и независност пред се со собствени сили. Не можеме да се надеваме на туѓа помош, вели Гоце. Да не чекаме од Бугарија помош, ниту од која и да е друга сила, туку треба да се подготвиме одвнатре, душата на секој селанец да биде проникната од таа идеја, се да се подготви и дури тога и да се дигне масовно востание. Не само од аспектот на организацијата и на борбата им приодеше Гоце на луѓето, туку и од нивната секојдневна човечка страна. Гоце дојде со бајле. Се сигурно сатите не знам, али дојде со два којни црвени. Торени со ќумур. И тој самиот беше како ќумур, ја сио исцрнет. Влезем на тревозот, го пресекав јас. И расторив ли ќумуро, и тој се качи горе, а којните испустиме сами си отидо. Се качивме горе, се распрече сизми, сишички се, дојде време ручек. Ручек немавме. И јас имаше јајца, зело се јајца испаржив, со баба ми заедно, и седнавме да јадиме како старо време на софра. Во тоа време што јадевме, зеле да ме поучува мене, Гоце. Оти да бидиш домаќинка, кој ќе оземиш на работа, од местото, па на местото да ја клаш, да дојде сара и темница да си го најдиш тоа кој ти потреба. И после тој маш представителен беше бил како млеко, да ти беше мирак да го гледаш. И вечерта се собра ке Стриками. Стрикови беше како началник, Биеле Рекиджиев. Се собра, таму беше Лозанчев и Петре Железаро, војводи бе тие. Вечерта се собра, игра гимнастика, маршира. А па јас бев како стражар.
И možda да видите то пенте дека што сум стоела. А вечерта дури маршира, то ние до време седа заедно и после изнима. Кај отидоа, не знам. Си излегла. Стана се бајле, не најдов никого. Гоце Делчев е длабоко убеден дека султанскиот владеечки систем може да биде ликвидиран, дека целосна политичка автономија може да биде извојувана само преку урнувањето на тој систем од силите на народната револуција, а крајната цел на таа револуција е содржана во лозунгот што Гоце често го повторува. Слободна и независна Македонија со широки права за сите сиромаси од сите нации, религии и езици во неа. Таков си го представуваат Гоцета малкумината негови живи современици и соборци. Същата 1903 година в този разгар пролета замина Гоце Делчев с една голяма чета, около 100 души, които бяха повечето кадрови хора, войводи, които в последствие бяха назначени в четите на Драмско и Серско и Неврокопско. В тая чета Гоце Делчев имаше един наш добър предан революционер Мирчо Кипров. Впоследствие той като войвода на четата в Драмско при село Калапот при засада падна убит. Гоце Делчев беше еден праведник со кама во појасот. Легендата го представува како бесна ала и навистина никој не му беше рамен по смелост, но во неговата природа преовладуваше замечтаеност. Во таа внушителна слика на праведник со кама се открива пред се моралниот светол лик на Гоце. Ставен докрај во служба на народот, на револуционерната борба, Гоце Делчев чувствува, мисли и действува исклучиво како револуционер кој се родил само за да му помогне на својот народ, кој е готов да си го даде и животот ако со тоа го наближи денот на народната слобода. Но ни најскапите жртви на најдобрите синови на Македонија не можеа да го донесат големиот ден на слободата. Македонскиот народ остана уште долго да влече и тегне под јаремот на Турската империја, свртен со очите и со мислите во иднината, во тоа што таа иднина со себе ќе го донесе. А на 4 мај, во селото Баница Серско, рано изутрината, многуброен турски аскер го обиколи селото и почнал да пребарува од куќа до куќа. Гоце веднаш издава заповед до своите четници да се напушти селото, за да не пристапат турците кон опустошување. Четата почнува да се истеглува, а тогај се слушаат и првите залпови на турците. Се врзува престрелка. Еден куршум го пронижува Гоце и тој паѓа на земјата. Петнаесет часа, вели Димо Хаджидимов, другарот на Гоце Делчев, турците не смеа од нашите куршуми да ни се приближат. 15 часа ние го гледавме мртвиот Гоце, како да се наведнал врз гробот на Македонија. И 15 часа ни се кинеа срцета, бидејќи осиромашуваше целиот народ.